име, презиме и телефонски број на нашата имейл адреса samovistina@kanal5.com.mk. Тие што ќе бидат одбрани, ќе бидат контактирани од нашиот тим со инструкции како да учествувате во вашата и наша Самовистина. Почитувани, добро вечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате Самовистина на Канал 5 телевизија. Вечерва со Максим Димитриевски, градоначалник на Куманово и нов лидер на партијата Мост. Добро вечер. Добро вечер и на вас, на вашите гледачи и на господин Блерин Беджети. И Блерин Беджети, градоначалник на Сарај, дел од ДУИ, за прв пат во Самовистина и благодарам што прифативте поканата. Со задоволство, добро вечер и на вас, на вашите гледачи и колегата Димитриевски. Не знам дали се сеќаваат сите гледачи, меѓутоа вие бевте, ако не се лажам, 4 години министер за правда. Да, и сакам да кажам дека сте биле дел и од извршната власт, поготово специфично во делот кој што треба да направи реформи да се подобри судството, да функционира правната држава, нешто што го чекаме помалку или повеќе 30 години. Го добивме минатата недела извештајот на Европската комисија кај што ни кажува дека практично сега застанавме на ова поле, немаме никаков напредок. Вие сте дел од ДУИ дел од власта 20 години, дали вие чувствувате одговорност да речеме за ваквите резултати? Да, ја имал честа и одговорноста да бидам и министер за правда, и пратеник, и градоначалник во неколку мандати и нормално ги следиме со големо внимание сите извештаи што ги објавува Европската унија до нас и ги следиме со огромно внимание. Факт е дека ова година има уназадување во тој извештај, за жал, и крајно време владата, министерот за правда, опозицијата, сите заедно да работат со сите институции кои имаат влијание за да се добие подобар извештај, кој е многу значаен за државата, но и за граѓаните, бидејќи тоа не е само една оценка од Европската унија кон државата, туку и за реалната состојба внатре, од кои зависат многу нешта од човековите права, економските права, би рекол, и така натаму. И затоа е многу суштински и многу значено да се работи сериозно и овие препораки да се сватат сериозно и да се работи во ова поле. Така, прашањето ми беше дали чувствувате и вие одговорност и дел од политичката структура од која што сте дел. Кажав, 20 години ДУИ во власта, има многу што да каже на ова поле. Или можела да каже досега? ДУИ е дел од власта, но не е сама во власта. Апсолутно. Значи треба сите чинители и колегијално ако се превземат обврските и одговорноста и правата, секако дека јас реков уште во самиот почеток дека многу сериозно треба да се свати овој извештај од Европската комисија и да се работи на подобрување ако се има предвид во споредбата од претходниве години, кај што некои со право велат дека е полош, послабо оценет овој извештај према нас како држава и тоа треба да сите да сносиме и одговорност како што ги сносиме и правата и честа што ја имаме од граѓаните да бидеме дел. Значи превземате, ако добро разбирам, дел од одговорноста заради тоа што имаме криминал и корупција во држава на толкаво ниво и практично реформите во еден стојат место. Збориме за политичката одговорност, за другите теми секој граѓанин, секој си сноси сам политичка апсолутно. Да, за политичкиот дел на одговорноста секако дека со внимание Демократската унија за интеграција ги следи овие препораки. Така. Од ДУИ со внимателност ги следат овие препораки, меѓутоа дали може нешто плюс да се направи или каде и вие гледате, каде алоцирате одговорноста, зошто во оној дел што се нарекува фундаменти, државата има нема напредок, има назадување, да речем. Па најпрво на место да ги следат, треба да постапуваат по нив. Тие се власти треба да бидат одговорни пред се кон граѓаните, а потоа и да постапуваат согласно насоките кои што доаѓаат од надвор. Овој извештај
е само еден дел од општата реалност во Македонија и се тоа што ни се случува. Ако вие имате гласање во парламент на закон и измена на кривичниот закон со европско знаменце кој што има за цел да ги само амнестира постоечките политички елити и дополнително да остави простор за амнестија на оние кои што до вчера беа на власт и исто така да им остави простори на оние кои што ќе дојдат да се самоамнестираат и да одговараат по 6 месеци затвор по членот 353 за злоупотреба на службена должност и овластување со проневера на државни пари и така натаму. Тоа се лоши примери или пак во континуитет следиме дека меѓународната јавност преку своите представници, дипломатите овде во континуитет потенцира дека Македонија е мека и медина на корупцијата и организираниот криминал. Власта тоа го потврдува, иако во минатото го негираше. Имаме еден куп комисии, министерства кои што работат на тоа, но за жал нема сериозни резултати. Мора сериозни да бидеме кон ваквите извештаи кои што доаѓаат од надвор, бидејќи не само пречката и моменталната блокада од Бугарија, туку истите вакви извештаи може да бидат дополнителна пречка за нас како држава на евроинтегративниот пат. И затоа сметам дека час поскоро е оваа власт треба да поднесе одговорност на следните парламентарни избори, кога и да се, и народот да одлучи. Инаку народот секојдневно се соочува со оваа реалност. Никогаш не било по-лошо во државата од овој момент. Дека ги следат тие информации кои што стигнуваат, мислам тоа не треба да се следи, го чувствуваме како граѓани, целото општество тоа го знае. Што конкретно, еве и предлог кажете, што конкретно би требало да се направи? Јас не сум изненаден дека ги следат, јас сум изненаден како тоа ноншалантно повеќе од 20 години се однесуваат партнерите во власта на ДУИ и владеат во оваа држава, а во овој момент факти и дека тие се носители на власта, бидејќи политичката гарнитура која што е на власт во СДСМ, де факто тоа раководство е само привезок на ДУИ кој што поддржува се што ќе дојде од страна на ДУИ, не смее во ништо да им преправи. И ова се лоши политики имплементирани кои што резултираат со вакви реакции од надвор. Што треба да се направи? Треба да се промени политичката гарнитура која што е на власт и да дојдат други нови одговорни луѓе кои што ќе преземат одговорно согласно законот да постапуваат, а не да ги толкуваат законите. Вие имате илјадници примери во државата каде што се постапува селективно. Имате еден голем број на случаи во државата каде што не само обвинителство, туку исто така и правосудството или не постапува или селективно постапува. Видите, тие кои што се дел од власта, тие не ги фаќа законот, додека законот важи само за оние кои што не се дел од власта или за обичниот граѓанин. Законот мора да биде ист подеднаков за сите, сите да го почитуваме и да постапуваме по него. Но за жал некои се повеќе од законот во моментова, тоа се челниците и на ДУИ и на СДСМ кои што законот не допира до нив, затоа и не се такви дека сте над законот и дека законот не допира. Така, колегата Димитриевски, јас го разбирам, малку прави политиканство, сега оформил партија и може би му треба тоа како говор, фолклор би рекол, за да ги искаже своите ставови. Тоа не, ниту се трудам да го негирам, ниту се обидувам, тоа е негово. Граѓаните ќе мислат дека го прифаќате. Легитимно право, но да биде јасно, европските препораки се европските извештаи се секоја година и ги следат европските институции, напредокот на нашата држава и на другите држави за секоја година и даваат препораки. Која реков ги следиме, се разбира секоја одговорна влада, секој одговорни институции внатре во државата, конкретно кај нас, не зборам за другите, ги следат, постапуваат и тоа во комуникација со европскиве институции, да се усогласат, бидејќи се многу точни препораките, прецизни секојаш биле и кога сум бил министер за правда, сме имале препораки и секојаш сме ги следеле внимателно. Значи, другиот дел што го зборува колегата Димитриевски е дел во политиката, како ги гледа гледиштата, има куп околности зошто се такви препораки, но факт е дека владините органи институции треба да издействуваат секојаш подобар можен извештај.
и за тоа кога издействуваат подобар можен извештај, имаат заслуги и кога немат, се разбира дека треба да се прифати одговорноста за да се проработи. Но да бидеме транспарентни до крај. За извештајот секогаш дава придонес и опозицијата. Дава секој поединец граѓанинот, дават општините, дават многу други органи, освен еден министер, односно владата. Затоа треба сите да се нафатат, да се зафатат за работа, да работат координирано, секој во своите надлежности, без ниту еден орган да навлегува во работата на другиот орган, согласно уставот, законите, за да можеме да имаме секогаш подобар извештај. Да, тоа убаво звучи, меѓутоа кога сме негде во Шведска, сега Димитриевски ви вели вас дека практично законите во оваа држава не важат за сите подеднакво, односно дека има привилегирани категорија на луѓе. Меѓу другото сега го спомнуваме и дуи заради тоа што вие сте пристани код партијата, или претпоставам за целата влада. Сакам да бидам коректен, да не навлагам. Јас можам да кажам многу нешта, без да имат некоја содржина реално за колегата Димитриевски. Не, има тука јавен интерес ова што ја прашувам. За јавен интерес можам да зборам. Тоа секој треба да си го докаже ако некој е над законот. Тоа е лоша слика ако само се зборува, ако не се дават факти. И со ова и се наштетува. И со тоа се наштетува на подобар извештај да добие државата. Ако добие подобар извештај државата од Европската комисија, тоа е добро и за Максим, и за Блериме, за сите граѓани во оваа држава. И затоа реков, сите треба да придонесеме да имаме што подобар извештај. Првин не е политиканство, тоа е моја констатација со која што верувам дека ќе се сложат и нашите гледачи и најголем број на граѓаните во нашата држава Македонија. Што се однесува до сите изнесени факти, еве ќе тргнеме ретроспективно, ќе ги редиме. Да. Значи, ајде да тргнеме со случајот Пајакот, кој кого удри и што се случуваше, па да завршиме со фамозниот тендер НК Бехтел за коридорот 8. Значи, многу факти. Ако имате меѓународни представници кои што почтуван колега ви укажуваат во континуитет дека во Македонија работите лошо врват. Вие гласате закон во собрание со европско знаменце, каде што подоцна евроамбасадорот ви излегува и вели тоа не е европски закон. Значи, видите, јас и вие сме градоначалници. Пред да изреализираме било каков проект во општината, потребно е да обезбедиме техничка документација, почетен проект за градба, предмер пресметка, да распишеме тендер, да извршиме избор на тендерот. Ако ги немаме овие. Да, и дури потоа можеме да избереме изведувачи да подпишеме договор. Случајот со коридорот 8 е, значи, бирате фирма која што ќе ви проектира, која што ќе изберете фирма некоја за надзор која што се занимава, слушнав, со производство на долна облека и ќе биде фирма и се уплаќа аванс, се даваат некаде околу 160 милиони евра аванс за еден сериозен коридор, над 1 милиарда и 200 е целиот проект. Го деградирате министерот за транспорт и врски, го ставате вториот човек во владата, вице-премиерот Груби, како да е наводно експерт за градби, да го води проектот и одеднаш носите фамозен закон со кој што закон на изведувачот му ги давате сите можности. Сега утре ќе ви дојде во општината и ќе ви копа минерали, суровини, се што му е потребно, кај сака и каде сака. Вие сте градоначалник таму, треба да издадете соодветна дозвола. Зошто за едните законот важи, за другите не важи? Или пак ќе се вратиме на старото неофицијално правничко правило дека законот е волја на владеачката структура на власт. Законите имаат потреба да ги решаваат односите во општеството и да ги регулираат односите помеѓу државата, граѓаните, правните и физичките лица. Кај нас, за жал, не е така. И уште една работа, мислам дека господинот Беџети, јас го разбирам, тој е составен дел на ДУИ, но може би е добро. И лично би го прашал со целосен респект кон вас, почитуван колега. Но кај сте сега вие? Вие сте составен дел на раководството на ДУИ или пак сте во опозицијата или фракцијата на ДУИ, или сте составен дел од огнените, бидејќи да знам на каков начин и како да општам со вас, бидејќи работите не ми се јасни. Ако и вие сте граѓани на оваа држава, многу со задоволство ќе ви кажам. Јас сум еден од критизерите на актуелните министри од ДУИ
и тоа јавно сме го направиле. Значи имаме несогласувања во ставови, не лични, и тоа не сме го криеле, нити сме го криеле, нити го криеме, но се разбира, сме дел од ДУИ. Јас сум организационен секретар на ДУИ и тоа е легитимно да имаме различни мислења. Различни ставови за многу нешта, но кога сме за коридорот 8, треба са волја на вистината и коректност према граѓаните на нашата држава да кажеме дека и другите автопати се во скоро сите во ист принцип се изведени и нема ништо лошо што државата гради таков автопат, а сите други дилеми по ист принцип, по ист начин се изведени и фирмите, но тогаш не било толку спорно, не било толку проблематично. Значи со истиот принцип. Како што порано имало друг автопат со друга фирма, Без проектна документација, сега без студија. Во истиот принцип исто се работи и добро е за државата, за економијата и за се внатре во државата и за економската соработка со соседите наши, се разбира и за граѓаните кои ќе ги користат тие автопатишта. За другите теми кои ги отварате, тоа е нормално ако има загриженост или од градоначалник, или од пратеник, или од граѓанин може да поднесе иницијативи, представки до сите надлежни органи за да се увидат тие нешта. Дали е согласно законските прописи, дали е само политиканство, дали штети на државата, дали не штети на државата и така. Јас би се согласил да збориме за многу други суштински теми и заеднички да се нафатиме, бидејќи ако вие ме прашувавте мене чив дел сум, да, јас сум критизер на министрите и немам некое сменето мислење во тоа, како што бевте и вие, па излеговте од Социјалдемократскиот сојуз. Ми избрка дигресија. Добро, тоа вие знаете како се чувствувате, дали ве избрка или не. Значи, ова е политичката реалност во државата и сите треба да ја ги гледам од позитивна призма. Факт е дека на крај граѓаните ќе укажат кои субјекти ја имат довербата, кои личности од тие субјекти ја имат довербата. Еве, граѓаните одлучија вие да добиете во Куманово. Ви благодарам на двајцата за овој прв дел, а после мораме да идеме со краток блок на реклами, потоа ќе поразговараме и кој зошто ги подгрева меѓуетничките проблеми повторно во државата и на многу други теми, вклучувајќи инфраструктурата. Почитувани останете, се враќаме за момент. Со A1 Combo, геймајте на супериорен Во тек е рекламен блок. По рекламите, гледајте го продолжението на емисијата Само вистина. Во тек е рекламен блок. По рекламите, гледајте го продолжението на емисијата Само вистина. По рекламите, гледајте го продолжението на емисијата Само вистина. По рекламите, гледајте го продолжението на емисијата Само вистина. По рекламите, гледајте го продолжението на емисијата Само вистина. По рекламите, гледајте го продолжението на емисијата Само вистина. Во тек е рекламен блок. По рекламите, гледајте го продолжението на емисијата Само вистина.
по рекламите. Гледајте го продолжението на емисијата Само вистина. Во тек е рекламен блок. По рекламите. Гледајте го продолжението на емисијата Само вистина. Во тек е рекламен блок. По рекламите. Гледајте го продолжението на емисијата Само вистина. По рекламите. Гледајте го продолжението на емисијата Само вистина. По рекламите. Гледајте го продолжението на емисијата Само вистина. По рекламите. Гледајте го продолжението на емисијата Само вистина. Телефонски број на нашата имейл адреса samovistina@kanal5.com.mk. Тие што ќе бидат одбрани, ќе бидат контактирани од нашиот тим со инструкции како да учествувате во вашата и наша Само вистина. Добро дојдовте назад. Беџите, дали вие ќе ми кажете дека сум дискриминатор или албанофоб, ако ве прашам на кој му требаше таа мапа со голема Албанија во Сопот, во моменти кога државата е во ваква пресвртница во однос на уставните измени, кога најмалце што им треба е некакви етнички тензии. Сега, дали сте албанофоб или дали сум јас македонофоб, тоа е веќе индивидуално. Не верувам дека сте, не би сакал да верувам и не верувам. Ваше право е како би размислите вие за мене. Јас не ве знам за таков, во ставовете за ова, че тоа е друго нешто. За ова во Сопот, ако се влезе во историјата, во Балканот, сите ќе се сопнеме. Например, ја гледам и други мапи, кај што одреден македонец поставува некоја мапа. Тоа значи дека прави нешто лошо. Тоа е дел од историјата и како ги опишуваат, јас така ги сваќам и така ги гледам. И сега не треба да се впуштиме во поединечни случаеви кој како ја гледа историјата, туку треба да работиме за подобро на граѓаните. И тоа е легитимно на крај крајава историчарите да имат своји гледишта, како би разгледале, би ги разгледале нешто, но има официјални институции кои... Сега ми одговарате како од невладина организација да сте нека не политичар. Ве прашам, дали треба на овој момент во овие околности да има такви провокации? Ако сите македонци етнички гледаат дека во нивната држава, нашата држава, се поставуваат карти каде што државата им е поделена на пола, многу е разбирливо дека тоа предизвикува негативни чувства. Што има негативно? Што има негативно да биде Македонија поделена држава? Кој побарал, во кој став е побарано да се подели државата? Македонци побарале да се подели државата, албанци не. Така, тоа е символиката која што... Зависи кој како ги гледа. И вие како ја гледате? Ја ги гледам коректно. А тоа е? Тоа е дека еден историчар или одредено движење која се борело во историјата, предвидувал како каде живеат албанци, ова тоа и што има лошо. Како што има карти до Солон, па до Пирин, па до... и се објавуваат исто така. И што да направиме сега теми политички? Па партиското раководство на ДУИ отиде таму да направи политичка тема, И јас сум сега тука гостин, па Макси може да извади некоја мапа или ти или одреден друг гледач може да се јави. И што значи тоа? Значи треба викате да ги игнорираме овие работи кои да не се случуваат, цитираме со животот и тоа е тоа. Историјата во Балканот е толку сплеткана што ако влеземе сите ќе се сплеткаме.
Па токму заради тоа, зашто се влегува сега тука, зашто се тоа не е сметкувате? добро и сите треба да бидеме внимателни, коректни, едни према други, политичарите, граѓаните, медиумите, новинарите, сите. Добро, окей, фала ви. Историјата на Балканот е позната работа и секој си има свое толкување на историјата. И може би тоа помалку е битно, многу е битно каква историја тоа ние од денешна позиција и од позициите кои што ги носиме ќе креираме за идните генерации. Сето ова што се случуваше во Куманово, ама за жал не само во Куманово, во континуитет се случува од 2001 па нааму, бара еден поголем простор за објаснување на целиот тој феномен. Бидејќи факт е дека со овие гестови кои што се прават не само од страна на ДУИ, туку генерално од страна на сите политички субјекти кои што имаат моноетничка или албанска провиненција, создаваат големи фрустрации кај македонскиот народ и граѓаните на Република Македонија кои што не припаѓаат на албанската етничка заедница веќе. Ако ние се боревме, барем јас се борев до 2017 година и можеби една од главните одлуки да гласам за Талат Джафери да биде член во парламентот и да стојам и да го застапувам и да го бранам при оној напад, физички да го бранам во собранието, беше убедувањето дека ние ќе градиме едно општество за сите, ќе градиме мултиетничко општество, не мултиетничка држава, кој што е феномен кој што не постои како таков, но дефинитивно пред секои избори, ќе ви го објаснам и тоа подосна колега, ќе отвориме тема и за тоа, но дефинитивно пред секои избори наративот на моноетничките субјекти кои што доаѓаат од албанската провиненција всушност се по-ригорозен во делот на дефинирање на националните албански интереси. Една за секојаш граѓаните треба да дефинираат и да сватат дали ние ќе живееме заедно или нема да живееме заедно во оваа држава. Тоа што се случи во мој Сопот, во Куманово е недозволиво, е за крајна осуда. Јас веднаш го осудив тој чин, бидејќи прво имавте истакнато карта на голема Албанија, една идеја со која што ниту една држава на Балканот не се согласува. Едно да извадите мапа или да ја чувате дома, друго е да изградите споменик и да ставите гранитна табла кај што ќе истакнете во јавноста. Тоа ви е директно кршење на Уставот и директно кршење на законот, но за жал нема храбри министри кои што треба да постапат согласно законот. Доколку јас бев министер за внатрешни работи во тој момент, ќе имаше специјални полициски сили и најголем дел од луѓето кои што се одговорни за тоа во соработка со обвинителството ќе бија уапсени и ќе беа изведени пред лицето на законот за тоа што направија поголем број на кривични дела. Од најмалото кривично дело, незаконска градба, каде што потоа нашата инспекција утврди дека се работи за еден лице, бидејќи никој таму на лице место не сакаше да ја превземе одговорноста на себе си дека го градел тој споменик или таа куќа која што во меѓувреме е трансформирана во еден огромен објект со една огромна ограда каде што таблата часија имаше часија. Немаше се промени иконографијата внатре во објектот, но тоа го оставаме на страна. Општина Куманово веќе поднесе истиот ден пријава до МВР да го утврди идентитетот на непознатиот сторител, за да имаме кон кого да процесуираме соодветна пријава, а исто така согласно законот и Министерството за внатрешни работи и основното јавно обвинителство имаат надлежност да поведат кривична постапка во најмала рака незаконска градба, а дополнително обвинителство и по однос на кршење на Уставот и кршење на други закони од кривичниот законник. Но како и да е, ние како општина Куманово таа постапка во овој случај ќе ја водиме до крај, до конечно извршување и ќе го извршиме тој објект како е предвидено согласно законот. Ќе го срушиме тој објект. Целата куќа ќе ја срушите тоа таму. Ама дефинитивно така ми налага мене законот, јас сакал, не сакал, тоа морам да го сторам. Исте случајот, сега треба да се постави прашањето во суштина, што тоа? Може да прекина малку, да дебатираме. Па може, само да ако ми дозволите уште една минута да си ја довршам мислата. Значи, треба да се постави прашањето што е резултатот на ваквите еднострани дејанија од страна на во овој моментов партија која што е на власт. Видете, да се случи еден ваков преседан и при тоа никој да не излезе и да се извини барем најмалку во јавноста е директно. Значи,
нарушување на меѓуетничките односи. Јас како градоначалник во една мултиетничка средина стриктно работам на подобрување на меѓуетничките односи. И затоа завчера имав концерт со 4 медиски звезди, меѓу кои имаше и албанка, и македонци, и сите македонци и албанци млади беа на градскиот плоштад и го прославија денот на градот. Но од друга страна политиката е таа која што ги дели граѓаните. Ние зборуваме за мултиетничко општество, за градење на добри односи, а всушност освен политичарите во општеството, ретко кој го спроведува тој соживот. Нам децата ни се поделени уште од детска градинка, да не зборувам, младите генерации зборуваат меѓу себе на англиски. Дадеме време, господин Беджети. Првин, тоа не е прогласен од ниту еден орган, ниту една институција како музеј. Да не манипулираме со јавноста. Јас не манипулирам ја, господинот Ахмети го каже. Ве сослушав со внимание и дозволете. Јас сум бил и сам там. Не во таа свеченост, тоа организација што било повод, сум бил во друга прилика, многу приватна, сум видел. И по моји информации, тоа е во приватна собственост, кај што вие вашата куќа до оваа фаза, ако утре се определи дотичниот човек да го даде за музеј и органите го прогласуваат, нема ништо спорно. Колега Максим, вие, јас и ти и сите граѓани треба да ни е јасно зошто имавме одреден конфликт во минатото, блиското минато во држава. Едно општество, да, ама сите да бидеме равноправни во тоа општество, во културни, во јазични, во економски, во многу сфери да бидеме равноправни во тоа. Дали има мултиетничко општество, мултиетнички држави? Има и едно и друго. И легитимно е јас да застапувам една теза, вие друга, или идеја, или вие друга, или третиот, трета и четврта. На крај, тоа е ствар на договор, граѓаните преку пратениците, политичките партии ќе одлучуваат како. Затоа сметам дека е нормално во континуитет кога се одбележуваат датуми од албанската, македонската, српската во државата, ромската, турската и така натаму, и не треба да гледате со страв и да се прифати како страв ако еден настан од историјата се одбележува од албанците во вашата општина. Знам дека имате многу пријатели албанци, но тоа е во делот на приватниот живот и јас имам пријатели македонци, но институционално треба да бидеме сите свесни и одговорни. Ако е така, како ги толкувате вие законите, колега, тогаш и во која играат фудбал треба да ги толкувате така. Смрт за шиптари, ова, тоа. Тие вергините што се уште ги употребуваат според меѓународен договор и така натаму, знамето на Вергина, картите, мапите до Солун и така. Ајде да не ги подгреваме, тоа се поединци и не сум својствен на тоа да ги ставаме на тема. Во оваа фаза ние имаме посериозни работи пред нас, сите да работиме, нашата држава да биде дел од Европската Унија со започнување на преговорите да го подобриме економскиот стандард, да ги подобриме, да ги покачиме платите, пензиите и социјалната помош, туѓа нега, што се сите тие да подобриме услови во образованието, секој нека си слави од својата историја, што е многу коректно, легитимно и ги охрабрувам сите да слават од собствената историја. Човек што не го знае своето минато не може да ни денешницата да ја знае, а не иднината да ја гради, и треба да ги знаеме и добрите и лошите искуства од минатото, за да можеме сите заедно во ова наша држава, заедничка држава. Големите држави се од доброто или од лошото на заедничкото минато? И од доброто и од лошото. Паметните учат и од лошото и ги насочуваат кон доброто. Историјата има и добри и лоши случаи. Конкретниот случај со Сопот е од добар дел од историјата албанска или од лоша? За жал од лошата е, бидејќи таму се опијане многу албанци. Па малце контрадикторно тоа се ова што се прави. Значи се слави историски настан за кој што вие велите дека е негативен, од друга страна се иритираат другите граѓани. Ваше е да прашате, не да констатирате. Вие сте новинар, почитувам.
Значи новинарите може да констатираат. Може. Но ако прашувате, тоа дозволете јас. Ако имате собствено мислење, да. Значи таму има одреден случај, кај што убеден сум дека колегата Димитриевски знае многу добро за таа случка, има колку починати се, од кого се убиени и така натаму, и нормално своите предци да ги подсетат и што има лошо во тоа. И не случајно велам дека во државата има закони за легализација, се најавува другото, закон за трансформација на земјиштето и така натаму, и не треба да се убрза со такви, ја не би јавно би го посоветувал колегата Димитриевски, дури со изјави да бидеме сите внимателни. Ако сакаме да најдеме... Го посоветувавте ли господинот Ахмети? Ако сакаме да најдеме, и јас можам да најдам одреден случај, што ќе бидам коректен до крај, нема да спомнам. Слободно Не, изнесете нема да во спомнам. интерес на јавноста. Се уште има цркви и џамии кои што не се целосно со документи. Што да правиме? Јас ги легализирав сите верски објекти во градот и не правев разлика помеѓу црквите и ги помагам и едните и другите. Така е, и јас исто. Ама Но ако се фатиме со актуелните закони, тоа што треба да постапиме. Ние зборуваме овде за директно рушење на уставниот поредок на Република Северна Македонија или на Македонија. Рамноправни. Така е, и ние сме рамноправни и затоа имаме закон. Тоа е едно имаме општество, вие подпишано сте можеле договор. да го промовирате, не јас. Добро, еве ќе ве сослушам, па веројатно ќе ми даде новинарот можност да... И не ги сваќам јас како нешто... И дури не ми е јасно. Повеќе го сметам како дел од почнат предизборен процес повеќе. Да, ако имаме дискусија, ако ви одговарате на моje прашање, може да констатирам нешто, па да продолжиме со дискусија. Добро. Јас ве прашав, дали епизодата од албанската историја, каде што била голема Албанија, што беше истакната во Сопот, е позитивна или негативна, вие рековте негативна. Дали е Само позитивна во химната на државата да нема ништо моје? Не, Таа е химната на државата. Дај во химната на државата, прашањето беше кај се наоѓам јас? Две негативни работи. Сакам да кажам дека има се уште отворени теми, кај Нема што отворени теми, ги затвориме сите теми. многу колегијален однос со аргументи. Темите, затоа дојдоме до тука. Значи, ако ми дозволите сега да се Ваше е да констатирате дали премногу или премалку. Наше е исто така да констатираме. Апсолутно, тоа е демократија. Значи, првично да ви објаснам, прва лекција на правен факултет, вовед во држава и право, се учи дефиниција за држави и како тие се Тоа за поделени. себе, не мора да ми објасните мене, во интерес, бидејќи јас ако правник вас сум ви е јас, јасно, да. ќе објаснам во интерес на На граѓаните. граѓаните, да, мене не. Значи, првично, државите се делат на прости и сложени. Простите се републики и монархии, сложените се федерации и конфедерации. Ние сме прост тип на уредување на држава, не мултиетничка, тоа е феномен. Зборуваме за мултиетничко општество. Мултиетничкото општество е тоа што ние го имаме во Куманово, да дадете еднакви права и можности на сите етнички заедници, вклучувајќи го и македонскиот народ, кој што живее во тој град. Одбележување ден на албанско знаме за неколку дена на 28 ноември. Значи, одбележување на сите битни датуми Свети Сава за србите, власите, турците, ромите, бошњаците, значи сите етнички заедници во мојот град имаат еднакви права и можности. Јас се чувствувам космополит и градам буквално за сите, не ги делам граѓаните на мои твои, ниту по верска, ниту по етничка, ниту по политичка припадност. Но за жал, гурајќи проект за мултиетничко општество во континуитет, ние го гледаме наративот на Дуи, кој што влезе во парламентот со пушка, веднаш потоа ја запоседна врз база на трендот и популизмот законодавната власт, преку законодавната и извршната власт, и денеска гледаме како ја запоседнува и независната судската власт од денот во денот и обвинителството и сите државни органи. Димитриевски, вие бевте дел од таа политичка структура со која имаше дозволете ми. Ќе објаснам и за тоа. Јас немам намера во мојот политички активизам, заедно со моите политички истомисленици,
да дозволам Македонија да биде приватна држава, ниту на Дуј, ниту на било кој друг, а најмалку пак моја. Инаку да, јас сум бил во континуитет, но сме имале строго дефинирани правила, зборувам во првиот мандат во Советот, како и што ќе се настапува. И секогаш етничките прашања се решавале со консензус, но неприфатливо е за мене во Слупчане да никне 37 метри спомен обележје, а во Куманово во континуитет да не се обезбедува Бадинтер за да се изгласа едно спомен обележје на бранителите од 2001. Кој гласа? Но видите, па гласаат сите политички субјекти на албанците, бидејќи Дуј тоа не го дозволува. Дуј е најбројната партија, наместо да има сенс и да каже да, и ние го подржуваме тоа. Мене не ми смета, значи тоа е историјата. 2001 заврши. Гинаа луѓе и од една и од друга страна. Респект и чест за војниците, но нема респект за политичарите, бидејќи тие што беа војници и се бореа за одредени права, и тие од наша македонска страна кои што се борија за заштита на уставниот поредок, добар дел од нив загина, денеска нивните семејства се прашуваат зошто загинаа истите, а политичарите кумуваат во континуитет и играат со националните чувства на етничките заедници. Ова е типичен пример на едно такво однесување од страна на челниците на Дуј. Не може господинот Ахмети да издегува со наративи дека Македонија без албанците нема да постои. Па Македонија постоела со векови и ќе постои без разлика кои да живее на овие простори. Ама ако ми дозволите сега да завршам. Правното Ми уредување. дозволите да завршам и ќе преземете улогата на новинарот. Вашите предци не живееле во Дебата е, Република морам да се Северна изборите за Македонија. простор. А вие сега историчарот идовте да... Да, бидејќи сакате да држите Ајде, лекции поучите по ме малку правото. историја, бе, мола. Вие живеевте со друго име, живеевме сега со друго, ние живееме заедно. Социјалистичка Република Македонија. Бевме дел од поранешна друга држава, еден сојуз и така натаму. Нормално е, не се менуваат само од правен аспект. И во економска логика се менуваат нештата. И затоа да не бидете роб на нити вие, нити јас, колега, нити никој на минатото. Тоа нека ни служи за да работиме кон подобро сите заедно. Ако има веќе јасни ставови дека сите сакаме да работиме заедно за оваа држава, дури и помала популација да е, треба да е загрижувачко ако не се наоѓа себе си во една држава. И ромската да е, и турската да е. И тоа е добро кога се наоѓаат себе си тука. Сите. И да работиме сите заедно. А како се чувствува господинот Ахмети? Тој одлично се чувствува. Сигурно. Одлично Помотен се во чувствува. власта повеќе од 20 години им тече, значи, од зошто еден уста албанец, убави зборови и момент, популизама, од друга страна, значи, имаме грабеж треба на да ви сите страни. смета зошто еден албанец повеќе е во обвинителството. Не, мене не ми сметаат албанците, да не се разбереме, немојте да ми импутирате такво нешто. А какво нешто? Мене ми смета непрофесионалниот избор. Па видете, до вчера имавте 5000 луѓе кои што не идеа на работа, земаа плата по некои си Па до договори и завчера така имаше натаму. ни 2% албанци вработени во државната Значи велите дека немате права и немате можности, а пола влада ви се министри, Како значи од очекувате вашата вие од политичка денка сите партија. да се систематизираат? Вие Значи, бидете видете, коректни до крај. Значи и кај мене е Зошто коректно. да- Општина не. Куманово вработува Не, и во ставовите, македонци не во- и албанци во и се. личниот- Немам нити... Видете, Видите, Максо, знаете дека ние Куманово немаме имало некој личен албанец градоначалник? Мола? Знаете дека Куманово имало албанец градоначалник? Нека има, што има лошо. Мене воопшто не ми сметал. Господинот Бајрам Сулеймани, иако тогаш албанците не биле ни 15%, бил градоначалник, но бил лојален кон државата. Но онаа што го покаже господинот Ахмети во Сопот не е лојалност кон државата. Тоа се големо албански аспирации и идеи кои што мора да се сосечат. И од оваа позиција јавно ја повикува меѓународна заедница, која што го премолчи овој случај, да излезе отворено и да го осуди, бидејќи ако почнат да ни се множат вакви примери, тоа не оди на добро и не води во просперитет. Нели сакаме да видиме составен дел на големото европско семејство? Така е. Ајде да ја цртаме Ајде картата да ја на цртаме. Европа, Така ама е. вие ја цртата на голема Албанија. ајде да тоа ми гласаме сите смета. за уставни избори, Тоа ми да смета. бидеме по- Е, тука кога сме Ајде кај да уставните глас- избори, да гласаме отворете ја сите. темата, па ќе Ајде да поразговараме гласаме малку за да сите. видиме како Официјално политички отворам темата уставни избори, може да почне За да... другото, ние до ден денеска
гордо сме ги застапиле нашите ставови и многу коректно, јавно и сме ги артикулирале. И што е затворено, секојаш заедно сме ги направиле работите, дали со ВМРО ДПМН, дали со Социјалдемократскиот сојуз, тоа гордо врз волја на мнозинството на албанците во државата. Ако ме прашуваш, мене можеби јас сум против едно општество, никогаш не го објавивте тоа што е едно општество. И како што влеговте у влада ако не го објавија? Зошто влеговте у влада? Тоа го промовираше господин Заев. Вие поддржавте таа влада. Приватна собственост на Заев владата. Ама тоа беше негов концепт. Далеко од тоа, сите програми се спојуваат после во владата. Не е приватна владата, нити моја, нити ваша, не е приватна собственост. Сакате да ви извадам сега 10 изјави на ваши врвни челници кои што зборуваат за едно општество. Па затоа имаме разлики и внатре. Ти велиш те избркале во Социјалдемократскиот сојуз. Јас реков... Ама за разлика од вас, јас повеќе не сум во СДС, ама се одважив, излегов сам, ја добив поддршката од граѓаните и креирам политики кои што на моите гласачи и на моите поддржувачи им одговараат. Не сум слеп послушник кој по принципот на лојализам ќе остане внатре и повремено ќе критикува, а подоцна кога не, час ќе биде змија, час ќе биде девојка. Секој се знае себе си кај спаѓа, ние сме јавни личности и јавноста не знае. Да, јас сум слеп послушник на убедувањата, не на индивидуите. И кој е вашето убедување? И тоа јавно. Веќе цело време зборам за убедувања, за ставови, за сите овие нешта. Колега, директно прашање, може? Многу директно. Вашето убедување е голема Албанија или голема Македонија? Моето убедување или не е Европска Македонија? Ни голема Албанија, ни голема Македонија. Македонија во овие граници и да бидеме дел од Европската унија. Што тогаш зборуваме? Претходната ваша дискусија води во друг контекст, но окей, да ја отвориме ако дозволите темата. Ќе ми дозволите тоа да го направам во прашање за беџити? Да не прашате, може би од етничка припадност, може би легитимно и вие да сакате голема Македонија. Легитимно јас да сакам голема Албанија. И тоа не е ни прекршување на меѓународните договори. Јас не сакам голема Македонија. Треба да бидеме јас сакам стабилна европска Македонија во која што граѓаните ќе живеат среќно и заедно и ќе бидат богати и да бидат манипулирани. Да живееме подобро за политичките, стратешките интереси во државата, во Европа и така натаму, и треба да бидеме сите свесни и одговорни и да работиме во тој правец. Нема ништо лошо и да сакаш голема Македонија. Легитимно. Нема ништо лошо јас или мој колега да сака и голема Албанија. Да работиме сите заедно за ова наша држава и да бидеме... легитимно е колега да сакаш голема Албанија? Не, па те разбирам многу убаво, тоа се отворени територијални претензии. Дали сметате дека нешто такво може да се реализира без сериозна војна на Балканот? Ако волите, така е. Тоа не може да се реализира, тоа е утопија, зашто тогаш тоа им го сервирате на граѓаните? Не, вие им сервирате. Тоа е нереално што им го сервирате. Па им сервиравте табла со голема Албанија и им рековте дека тоа е музеј. Таму имаше иконографија од УЧК, а дополнително говорите дека зборувате за жртвите во Втората светска војна, па никаде не видовме униформа на партизан. УЧК е дел од реалноста во оваа држава. Јас тоа го признавам, не го спорам УЧК, јас ви спорам вашата контрадикторност. Првата светска војна и другите војни, за жал, кои ги имало во овие краишта, се реалност, за жал. Се реалност. Тие конфликти се реалност. Но сега треба, моје мислење е официјален став на сите политички чинители, сите субјекти во државата е да работиме за нешто друго што претходно кажав. Македонија да биде дел, односно Република Северна Македонија да биде дел од Европската унија, да работиме на препораките од извештајот, да ја подобриме економијата, образованието, здравството, да не ни бегат младите во други држави заради овие фолклори, бегат и македонци и албанци, и турци и роми. Да работиме во подобрување на фолклори. Ве молам само да ми ја појасни, велите поради овие фолклори ни бегаат младите, поради кои фолклори точно мислите? Од овие што сега ги збориме, како дилеми, од малите плати, од
доволните перспективи ако се споредуваат со поголеми помоćни држави и во политичка смисла, и во економска, и во други аспекти, сегменти, и ние треба да создадеме услови, и тоа ни е обврска како избрани политичари, како што имаме обврска кај нашите општини и Максим и јас, да создадеме подобра инфраструктура, подобри основни средни Да, училишта. прашам затоа што рековте фолклор и се ова што го набројувате е нешто логична цел политичка каде што сите одиме, целата држава, целото општество, поголеми плати, подобар животен стандард. Така е. Викате фолклор, претходно зборевме за споменикот од стокот. А не може, треба да биде јасно еднаш за секојаш. Ајде, повелете. Мене не ми пречи еден македонец или една групација да организира една свеченост да се подсетува на минатото. Ама, нити може некој да спречи, дали му се допаѓа или не, тоа е веќе негово право. Додека не го руши суверенитетот, не руши никакво право, владење на правото во државата, заради една свеченост, тоа не можам да За дозволам. таква карта Димитриевски вели дека да бе правна држава обвинителство ќе се реагираше. Во историјата, картите, ако ги зимаме, кај што сме тука, било некоја друга држава. Апсолутно, тоа е јасно. Ева, ајде сега историјата да ја забраниме. Апсолутно. Да ја Значи забраниме да вршиме со оваа тема, да одиме Видете, со... излегувате пред 3,5 години на избори и велите ние сме зелени, се залагаме за зелена агенда. Дополнително на тоа велите формираме европски блок. Само членовите на владата или партиите во владата се европејци, а наметнувате наратив дека сите останати кои што се против уставни измени се антиевропа, што не е точно. Сите сме за Европа, тоа е стратешка цел на Македонија и сите политички субјекти, иземајчи ги некои поситни или помали, се залагаме Македонија да влезе и во НАТО и во Европска унија. И сега во овој момент отварате вакви теми кај што им сервирате на граѓаните не само патриотизам или национализам, туку дополнително и шовинизам, и кога сваќате дека правите грешка, честно е да излезете да се извините, да кажете да направиме пропуст. Извините со Но да ви кажам, Тргната е ова. видите, ние не можеме да водиме дебата ако ми упаѓате континуирано во збори. Сакам јас коректност во ово ве молам масата. да бидеме малку Не, ве коректни, ама молам. дозволете ми да довршам, па потоа ќе земете збор и ќе ми да објасните и на мене и на граѓаните. Може би на вас ви е јасно, на граѓаните не им е, мојата цел е да им објаснам. Значи, вие наметнувате еден таков наратив, а паралелно се представувате како космополити, како широки во гледиштата да градиме соживот и така натаму. А сеете... Ми завидуваш гол на популизм. наративот или што е? Не ви завидувам на Него? наративот, вие служите со него, тој ви е истрошен и ќе ве чини на следните парламентарни избори, бидејќи додека наметнувате таков наратив, се Тоа е волја случува на еден граѓаните кои ќе се добијат. Тие случува одлучуваат кои ќе еден добијат. општ грабеж во државата каде што вашите челници начело со вице-премиерот, министрите грабаат на сите страни и тоа граѓаните го гледаат и еден ден граѓаните тоа ќе го казнат. Но од друга страна им сервирате нешто и прашавте што не е дозволено. Секоја манифестација која што се организира од страна на сите етнички заедници во Куманово е согласно законот и годишната програма за работа на Советот. Вие тоа како градоначалник го знаете за култура, спортски активности и други. Овде имате класична дивоградба изградена спротивно на законот, кривично дело за тој кој што е градел и дополнително имате изјави од високи челници и политичари кои што се антиуставни, кои што треба да бидат истиот момент гонети. Не се гонети, како што каже и новинарот, затоа што ние немаме правна држава. Но од друга страна ќе дојде денот, тоа е кривично дело кое што не застарува и некој обвинител сериозно ќе се позанимава. И верувајте ми дека во следниот европски извештај кој што ќе дојде, ќе биде уште полоша состојбата. Зошто? Затоа што ова популистичка влада, сервирајќи соживот и благодет на граѓаните, е до гуша удавена во мито, корупција и дополнително сега го користи етничкиот момент за прибирање на ефтини политички поени и гласови кај
етничките заедници. Но замислете, вие, јас сум македонец, вие сте албанец. И сега не гледаат и срби, и роми, и власи, и турци, и бошњаци, и сите останати. А кај се тие, какво општество се создаде во Македонија? Биетничко, па рековме, мултиетничко ќе создаваме. Зошто само јас и вие да ги уживаме правата, а останатите не? Никој не ги спомнува, нити ги заборава. Не ги мешам тежите, туку многу конкретно и прецизно ви говорам. Уставните измени во 2001 година, како сплет на околностите во 2001 година, од конфликтот во 2001 година, не само албанците добија права токму во тој устав, во овој устав, и турците, и србите, и бошњаците, и власите, и ромите, и сите добија права. Унапредени права кои ги нема и ден денеска во сите закони се има предвид тој принцип. И тоа е добро. И ако за нешто, дуи се борело и за другите етнички заедници. И тоа го правим. Например, пред мојата општина има бошњачко знаме. Нема ништо спорно, не гледам. Ако имате 20% бошњаци. Нема 20%. И ако имате таква одлука на Советот и по законот, значи тогаш тоа не е законски. Добре да има. Поставено. Нека дојде законодавецот, ќе го тргнам. Ако е... Не може да дојде законодавецот, тоа е проблемот. Нема власт, нема правна држава, да има правна држава ќе одговарате, колега. Вчера кај мене не Ако беа веќе одговарам, сакам сакам, кога има ден на бошњаците, колега, да. тоа е друго нешто. Кога има ден на бошњаците, ако имате одлука на Совет. Нема овде што сака Максим или што сака Блерим, има закон и мора да постапуваме по него. Но за вас од дуи законот не важи. Тоа е проблемот. Важи. Тоа е суштината во оваа држава. Важи, Бидејќи за дуи сите важи. владе 20 и кусур години и мува него лас. Едно време велеа за дуи не важи, за ВМРО не важи, сега за СДС не важи. Ај кажете ми еден политичар кој што одговараше од дуи или кој што е во затвор. А имате мал милион афери, самите велите дека не се служувате со голем број на функционери во влада. Еве, еден по име и презиме од редовите на ДУИ кој што имал афера или кривична пријава или е во затвор. Имаме и од СДСМ, имаме и од ВМРО, имаме и побегнати преку граница. Кажете ми еден од ваши редови. Сега не сум Вие тука, станавте, не, сега не сум јас тука или јас не сум одавде. Така Не, јас одлично сум ви одавде. Е, Јас па сум ајде, Блери кажете. Беџети, одавде сум. Почитуван колега, кажете Да. ми еден функционер од ДУИ кој што Не одговарал сум до сега тука да или одговарам осуден. имиња, конкретни имиња од ДУИ, кој одговара, кој има постапки, нити знам, нити ги следам, нити сум републички обвинител па да следам кој има постапки или кој не. Едно знам дека сите треба и работат согласно законските прописи. Кој одговара, кој не работи согласно тие законски прописи, нека одговара. Покрени му постапка. На било кој министер имаш право и ти да му Покренам И кога да му ќе го покренеш. смениме обвинителство, ќе биде независно, а не партиско контролирано, кога обвинителот ќе дава отчет. Зошто не се пред согласувам? институцијата. Ја не се согласувам заради политиките. Немам нешто лично, ни за историја, ни за нешто друго, за политиките, кои сметам дека можеле да бидат многу подобри. Имајќи предвид од тоа дека новинарот во самиот почеток ме праша дека сум бил министер за правда, сум ја имал честа, одговорноста да бидам и пратеник, и министер, и градоначалник, и ги знам можностите, капацитетите, и сум убеден дека во ова наша држава заедничка може да имаме подобри економски прилики, подобар образован систем, подобар судски систем, подобра децентрализација. Што не го направивте 20 години Па влада? затоа и не се согласувам со одредени политики од одредени министри. Токму заради овие причини. Многу легитимно, Сега ќе интервенирам многу јас. Господине принципиелно Беџети, и тоа е. ве оставив 20 на минути да полемизирате, а интересно беше, меѓутоа сакам да дадам малце фокус, ни тече брзо времето. Господине Беџети, што мислите дека овој момент е поголема опасност за евроинтегративните процеси на државата? Одбивањето на ВМРО од ДПМН да ги гласи уставните измени или пак недоволните реформи? Стравот на ВМРО ДПМН дека ако ги гласа уставните измени нема да ги добие избори. Тука е најголемиот проблем, мислам. Бројките се ова, уставот налага колку пратеници треба да гласат за уставни измени, законите тоа и се предвидуваат и кочат. Факт е дека нема да се реши дента која ќе се гласат уставните измени, нема да биде одеднаш сјајно во државата. Пак треба да се навратиме во овие теми.
владење на право, борба против корупција, подобрување на економија, подобрување на здравствениот, образовен, културен систем и се така натаму, по-функционални општини, по-богати општини и така натаму. Но тоа е сега во моментов, имајќи ги предвид случувањата, ние сакаме да бидеме дел од Европската Унија. Ако тоа е заклучок, став на Европската Унија, треба да бидеме одговорни сите, ако веќе ни обврска како држава. Веќе ни обврска, тоа треба да признаеме. Што, ќе добие ВМРО? Што само ќе ги лаже граѓаните или ќе ги манипулира? Велите ќе добие избори. Да, може да добие, тоа е легитимно власта ќе добие. да добие. Што, пак ќе треба да има уставни измени. Пак ќе треба да има уставни измени. Спорот со Република Грција, што беше решен, и со Република Бугарија не е денешен, тоа и ВМРО го знае. И ВМРО преговарало, разговарало, и Социјалдемократскиот сојуз. Сме имале прилика кај председателот на државата бил од Социјалдемократскиот сојуз, па владата од ВМРО ДПМН и обратно. Сите имат информации дека секојаш се разговарало за оваа тема и сега веќе финишот на некој начин од тој процес кој што треба да се заокружи без да се чувствува ниту еден победник, нити наративот на диктат што сака да се импонира одредена политичка структура. Слушам подобри изјави во овој период и од колегите од Република Бугарија во тој сегмент и мислам дека која е алтернативата ако не се изгласат измените? Која е? Ајде да победиме први на избори, па после да видиме што ќе се случи. Секогаш има алтернатива. Првенствено, гласањето на уставните измени во овој момент, бидејќи ние сме посредничка демократија, кај што пратениците посредуваат во власта, граѓаните ги овластуваат да одлучуваат, а мнозинството население во државата е против уставните измени и истите во овој момент е апсолутно неприфатливо да поминат. Јас овде токму во ваша емисија со господинот Таравари, мислам дека беше во мај месец, еден ден пред лидерската средба на позицијата и опозицијата, излегов со конкретно решение. Да, нам не ни смета бугари да бидат во уставот, но истиот закон да се тоест уставните амандмани да се имплементираат веднаш по полноправно членство на Македонија во Европската Унија, за да се заштитиме и обезбедиме од дополнителни блокади од Бугарија, за кои што не убедуваше власта до пред еден месец дека нема шанси да има дополнителни блокади, а пред неполн еден месец во Allgemeine Zeitung излезе министерот за надворешни работи, докторот Османи, и рече дека не се исклучени и други блокади, што значи дека и тука не манипулираат. Но другиот дел многу посуштински, ако веќе зборуваме на етнички план, е она што мене ми смета како македонец, буквално обединетоста на сите албански политички субјекти и директно одење против волјата на мнозинското македонско население, гласање на уставните измени. Само да ги поставиме нештата поинаку. Доколку беше некој на другата страна и кажеше дека вие не сте албанец, туку сте турчин, дека вашиот јазик не е албански, туку е турски и така, ова не го велам, јас го предпоставам за да не ме злоупотребуваат. Дали ќе размислувавте исто? Не. И во овој случај, дури и министерот за надворешни работи, кој што е многу чувствително место, доаѓа од албанската етничка заедница и е нелегитимен министер за мене, бидејќи несоодветно ме представува. Тој е повеќе министер на Република Косово, отколку на Република Македонија, затоа што сметам дека овде власта лови во матно. Дали има алтернатива? Има алтернатива. Прашањето ќе се реши на релација Скопје-Софија. Брисел ќе биде посредникот. Како? Кога ќе победиме на избори, ќе ви кажеме во време на предизборниот период, ќе излеземе кога ќе биде предизборниот период. Сега пак испадне дека калкулирате со можното решение за да добиете поени, не да помогнете на државата. Ние не сме ниту ВМРО ДПМН, ниту другите политички субјекти во опозицијата. Ние си го држиме зборот, тоа Кумановчани најдобро го знаат
и така ќе ги креираме нашите идни политики, но сосема, ако ми дозволите, би сакал да кажам додека договаравме оваа емисија, изненаден сум од фактот што толков голем број на поканети гости да дебатираме во емисијата не прифати. Еве, јавно ја користам приликата, бидејќи господинот Беџети во континуитет се повикува дека и он го критикува Дуи, тогаш се знае доблесно поднесувате оставка на позицијата за вашите функционери и сте директен критизер, ги повикувам јавно. Вашиот подпредседател на партијата, значи координатор на пратеничката група, господинот Груби, Крешник Бектеши, Арбор Адеми да седнат тука или кај сакаат во студио да дебатирам легитимно на овие теми, бидејќи од оваа дебата јас заклучувам дефинитивно дека оваа дебата не можам да ја сведам на ниво да дебатираме со аргументи и факти на кои што вие за да не дадете соодветен одговор ми одговарате дека и вие не согласувате со тоа. Со тоа фактички, де факто се сложивте со сите мои констатации за вашата партија. И не само Добро. и да иземеме, да направиме разлика. Дуи има прекрасно членство, но за жал има катастрофално корумпирано раководство кое што многу лошо е менаџира оваа држава последните пробиваме веќе 20 и кусур години. Ајде, Беџети 10 секунди да биде коректни, завршуваме. Мене ми е жал што имате контрадикторни политички ставови, кај што се повикувате на едно, зборите друго, или па заборавате, не треба... Ја го критикувам Бујар Османи за други работи. Зошто е албанец министер, не треба да ти смета, Не бидејќи ми смета, ама ми смета кога не ги застапува моите национални ставови и националните суштински изгледа теми не на си бил во државата. владата и не знаеш како Не работи знам. владата. И среќа што не сум бил. Па, Но кога можеби е ќе видам, среќа. ќе виде поинаку. Ако бидете. Ако бидете Тоа некогаш. догаѓањето Да, ги молам, Беџети, И завршувате, Тоа пробиваме. владата носи одлуки, министерот, ресорниот министер ги застапува и така натаму. И он има можност која не се сложува со одредени политики од владата да се повлече. Но секој министер си носи одлуки заедно со сите колеги. И за волја на вистината и на гледачите да не се манипулира јавноста, во самиот почеток, не Дуи, сите албански партии за чувствителниот момент за спорот со Република Бугарија дадоа поддршка одреден период, голем период. А ни дадовте рок? Не. Не оценувате? Не, ние не работиме со оцени. Е како? Ние Тоа работиме тако многу го одговорно. поставувате како прашање. И јавно се Видите, со изјасни. моите национални интереси не може да се игра никој. Ние не дозволуваме со нашите, затоа и не играме со туѓите. Но во овој случај играте и како. Но ние Бидејќи не излегува дозволуваме со нашите и неколку со... дискусии во јавноста, ако не поминат, ќе биде редефинирање на државата, што ќе биде. Ајде, дајте знам ни кај уште читаш. 15 минути да се знам, објасниме имаме што следна ќе прилика. биде. И затоа Читам велам, секаде, ако не е власта, тогаш е опозицијата, зборувам очигледно за читаш блок. погрешно. Господа, читам за жал погрешно, морам да ја надписите прекинам. се таму. Емисијата Нема истече времето, би сакал да можеме уште да дебатираме. Ви благодарам и на двајцата за учеството во вечерашната емисија. Немав многу работа, на ниво си дискутиравте и колегијално. Господине Беџети, ви благодарам и вас што за прв пат дојдовте во Само вистина. Се надевам нема да биде и последен пат. И покрај тоа што не ви е баш ај не мило, туку не ви е јасно зашто можете новинарите да констатираат некои работи. Јас сепак ќе констатирам дека подготвувајќи се за оваа емисија на вашиот Facebook профил, редовно ги честитате државните празници на Македонија, нешто што не го прават други политичари од албанскиот кампус. Тоа е исто така во ред и ви честитам за тоа. Почитувани, ви благодарам и вам за вниманието и останете Сите треба да ги честитаме. Апсолутно. Ми И беше останете И чест државните, и националните, Беџети. и ние се почитуваме меѓу себе без разлика Ви благодарам, на ви благодарам. различните политички ставови, гледишта на нештата. Само кроз дебата ќе стигнеме до најдоброто за Апсолутно. благодарам. така е. Благодарам. Почитувани, останете со програмата на Канал 5.